Благодарам. Сосема накратко би земала учество по однос на дискусијата на Законот за измени и дополнување на Законот за социјална заштита, бидејќи пред малку заврши Комисијата за труд и социјална политика, кој што траеше доста време и изнесовме доста аргументи, поставивме доста прашања на кои што во голем дел не добивме одговори. И добро е што во овој временски период предлагачите се заинтересира, се допрашаа до Министерството за труд и социјала, па многу од тие прашања добија одговор од предлагачот во сенка, односно министерката, за да можат сега на седницата на дел од тие прашања што ги поставивме на комисијата да одговорат. Значи, на самиот почеток предлагачот кажа дека причината зошто се предлага по скратена постапка ова измена и дополнување на законот е заради тоа што овие измени не се обемни. Меѓутоа, едно што сакам да кажам, може би измените не се обемни, меѓутоа се доста важни. Поготово за оние категории на граѓани кои што се засегнати токму со ова измена на законот, а тоа се најсиромашните. Тоа е и од тие причини, бидејќи власта многу често почна да носи закони по скратена постапка, а сега еве измени и дополнување на еден системски закон кој што го донесовме само пред месец дена, повторно бара измени по скратена постапка, јас ќе гласам воздржано и покрај тоа што дополнувањето на законот е во корис на доста социјална категорија на граѓани. Главно што се предлага со ова дополнување на законот е нов член со кој што се предвидува право, се додава ново право за користење на минимална помош на лица, односно домаќинства кои што се материјално необезбедени, но во собственост имаат имот или имотни права од кои што може да се издржуваат. Овие семејства или овие лица сега ќе имаат можност во центрите за социјална работа да склучуваат договор за доживотна издршка врз основа на имотот што го поседува. Меѓутоа, и во законот е наведено дека висината на ова минимална помош ќе ја утврдува Центарот за социјална работа во соработка на оној што ќе ја користи оваа помош, и во висината на ќе биде во зависност од вредноста на имотот што го поседува, и тогаш ќе склучи договор со Центарот за социјална работа, меѓутоа согласноста ја дава Министерството. И тука се поставуваат многу прашања колку ќе биде висината на таа гарантирана минимална помош, која ќе биде висината на најниската вредност, која ќе биде висината на најголемата вредност на оваа минимална гарантирана помош, како ќе се одредува оваа минимална помош, дали има некои коефициенти и така натаму, еден голем број на прашања кои што беа поставени, а за кои што не добивме одговор, и од тие причини, значи, се јавува сомнеш дали владеачкото мнозинство е искрено во намерата и дали да им помогне на социјално најзагрозените категории на граѓани, или оваа мерка ќе биде само популистичка, односно ќе ги држат во неизвестност граѓаните до изборите, а потоа не се знае што ќе биде, бидејќи оваа мерка бара големи фискални импликации од буџетот на Република Македонија, за која што моите колеги предлагачи не знаеа да кажат бројката и на оние кои што ќе можат да го користат оваа право, како и висината на фискалните импликации кои што ќе бидат од буџетот на Република Македонија.
Тоа беше докажано и потврдено на Комисијата за труд и социјална политика и покрај тоа што сега сакаат да се оправдуваат дека бројката на корисниците се знае и фискалните импликации се знаат, меѓутоа не е така. И ќе оставиме времето да покаже кој е во право. Нов закон за социјална заштита, реформски закон, системски закон, кој што го доста време најавуваше и промовираше Министерката за труд и социјална политика, донесовме само пред 1 месец и тоа така системски и реформски закон донесовме по скратена постапка и во тој период што не е недозволиво кога се работи за реформа и во тој период укажувавме и на Министерката и на мнозинството дека треба системски да се работи, да оди законот, да се носи по редовна постапка, за да не се превидат некои работи, да не се испуштат некои работи, некои категории на граѓани и да не бидат оштетени, меѓутоа не бевме послушани. Истото се продолжува и се прави и сега и не сум убедена дека со оваа измена и дополнување на законот дека најсиромашната категорија на граѓани ќе бидат помогнати на некој начин за излез од сиромаштијата. И ако сметаат колегите дека 100 евра за таквите семејства е излез од сиромаштијата, јас не сум убедена во тоа, бидејќи во овој момент висината на потрошувачката кошничка е 32.900 денари. Како ќе преживеат и како ќе излезат од сиромаштијата оние кои што ќе зимаат или ќе зимаат 100 евра или нема да зимаат 100 евра или колку ќе биде висината на средствата, колегите не кажаа. Значи не знаат самите предлагачи на измената и дополнување на законот да ја кажат колкава ќе биде висината на овие средства што ќе ги зимаат токму ова категорија на граѓани. Од тие причини се јавува сомнеш кај нас дека се искрени во намерите и самата постапка на брзина носење на закон многу значаен и измена која што е многу значајна за многу сиромашни граѓани ме предизвикува, значи, револт кај нас и од тие причини јас ќе гласам воздржано за овој предлог на закон. Благодарам.